добро што подпишавме договор да имаме фер и демократски избори на 11 декември, но поважно ќе биде ако партиите што ќе ја сочинуваат владата од задутре дават голем придонес тоа да се дешава и на терен. Ние ќе продолжуваме да се однесуваме конструктивно. Главната надеж и гаранција за ДПА останува меѓународниот фактор. Соединетите американски држави, Европската унија и другите институции што ќе ги наблюдуваат изборите во Македонија. Почитувани граѓани, од денеска режимот на Никола Груевски заминува во историјата, а Македонија зачекорува кон нова иднина. Се изборивме граѓаните на Македонија на 11 декември да може слободно да гласаат. Времето на изборно насилство и фалсификување на слободната волја на граѓаните заврши. Со тоа заврши и времето на режимот на Никола Груевски. На 11 декември ќе ги поразиме сиромаштијата, криминалот, корупцијата, етничките поделби, омразата. Ќе ги поразиме партизацијата на институциите, хајките, нарачаните судски процеси, мафијата. Мора да ставиме крај и на иселување на младите луѓе и на опустошување на земјата. Почитувани граѓани, ве повикувам на масовна мобилизација сите граѓани за победа на Македонија. На 11 декември нема да ја одлучуваме судбината само на нашата генерација, туку и на многу следни генерации. Овие избори се референдум. Граѓаните ќе бираат дали сакаат да живеат во осиромашена и криминална држава на Груевски и фамилијата или во богата и правна држава на сите граѓани. Одговорот веќе сите го знаете. На 11 декември доаѓаат промените и новата иднина за нашите граѓани. Го предупредуваме ВМРО ДПМН и Никола Груевски да не ни помислуваат повторно да го прекршат договореното. Да не помислуваат повторно да ја заложат Македонија за да си купат уште некој ден слобода. Од правдата и од судот на народот нема бегање. Цела јавност знае под чиј диктат работи Уставниот суд на Македонија. Затоа предупредуваме дека на секое ново прекршување на договорот од пржина, посебно уривање на специјалното јавно обвинителство, Социјалдемократскиот сојуз и граѓаните на Македонија жестоко ќе одговорат. Почитувани граѓани, нека ни е со среќа на сите граѓани и на нашата Македонија. Господин Заев, одете на избори без нов закон за медиуми, реков дека се 300.000 фиктивни гласачи, не испадна дека е така. Рековте дека криминалци ја водат државата, но никој не е зад решетки. Како го оценувате целиот овој процес? И како сега викате дека ќе имаме фер изборен процес? Покажавме многу трпение, посветеност во целиот овој процес. Како опозиција бевме исправени пред одлуката. Дали да ја чекаме правдата до крај, а Македонија да тони во заложништво комплетно, секој ден пред се економски, да осиромашува и граѓаните пред се младите да напуштат државата, исправени пред ваквиот предизвик, колку време се раздолжува целата оваа криза. Токму и заради тоа прифативме еден исчекор само во делот на медиумите. Нашите ставови се јасни. Во првите 100 дена ќе огласаме во парламентот како победничка влада и како победнички представници на граѓаните со мнозинство во парламентот, законот предложен од меѓународната заедница преку Питер Ван Хојте, односно Сдруженијето на новинари на Македонија, и ќе биде донесен и ќе продолжиме во првите 6 месеци да ги реализираме сите реформски приоритети, како и сите забелешки, односно сугестии и приоритети од извештајот на ПРИБЕ. Има ли шанси нешто да ги одложи изборите за 11? Јас верувам и во мојата изјава реков да не се дрзна да чепнат по специјалното јавно обвинителство. Значи тој е услов. Специјалното јавно обвинителство е искра на правда, на враќање на надежта за правда во Република Македонија. Специјалното јавно обвинителство е нешто кое што има најголема поддршка во Република Македонија и верувам далеко од раците на политичарите ќе продолжи да работи без оној суд, Уставниот суд, кој што сите видовме кој го контролира, нема да се дрзне да чепне по неговата функционалност. Дали останувате со истите персонални решенија за владата технички? Утре Централниот одбор на партијата ќе расправа по ова прашање и ќе донесе одлука. Го предупредите Груевски, како што рековте, да не се дрзне да го прекрши овој пат договориното. Таков договор се подпиша пред повеќе од една година. Од тогаш сме свидоци со какви обструкции се соочи предходната влада, за какви се обструкции вие обвинувате. Предходната влада се уште не е избрана. Што ако повторно се случи истото?
вака, договорот опфаќа и преодна влада на 100 дена, тоа значи од 2 септември ќе отпочне преодната влада или техничката влада за предвремените парламентарни избори во 11 декември. Целиот овој процес, тоа што беше подпишано, секогаш на неговата реализација опозицијата одважно реагираше. И буквално секогаш стоевме на нашиот збор. Тоа што го кажавме во делот на исполнување на минимум услови за одржување на фери демократски избори, го додржавме од почеток до крај. И последно, тоа што беше минимум исчекор во медиумите и прочистување на избирачкиот список, онолку колку што е можно во моментот во Македонија, е направено. Со отстранување на 171.500 во посебен дел на избирачкиот список, 55.000 по нашата евиденција, злоупотреби преку фиктивни гласови се отстранети како можност. Од сите овие 30.000 кои што се за бришење во избирачкиот список, 25.000 се фиктивни гласачи. 80.000 прават заедно. Тоа е 7,5% од вкупниот број на гласачи кои што излегле 2014 година. Сериозноста во постапката и приличи на опозицијата во целиот овој период, како секоја нормална опозиција во секоја земја, тоа ние го завршивме. Денеска можам со гордост да кажам дека створивме услови за слободно изразување на волја на граѓаните. Денеска нема да има фантомски гласачи и фиктивни гласачи во изборите. Од денеска е создадена одлична можност граѓаните да влијаат на својата иднина и на иднината на својата земја. Има ли избори ако се прекрши договореното? Ако се прекрши договореното, само по себе тие што ќе го прекршат, ќе значи дека се откажуваат од избори. Во сиот изминат период, оваа и минатата година, основна цел на ВМРО-ДПМН беше да се дојде до избори. И со тоа да се надмине кризата во Република Македонија. Минатата година СДСМ создаде криза. Таа криза одлагаше и продолжуваше колку што може. Направивме многу чекори со цел да ги доведеме во ситуација да не можат повеќе да ги одложуваат изборите, да нема каде да бегаат, да мора да се соочат со народот и да му возможат на народот да излезе на гласање и да си го каже својот збор. А ја точно знам дека народот на изборите ќе го казни ова действување и ова работење и сето она што го направи СДСМ на Македонија во изминатите година и половина. Така што, од тој аспект можам да кажам дека денеска сум задоволен што конечно на некој начин успевавме Социјалдемократскиот сојуз да го доведеме во ситуација веќе да не може да ги избегнува изборите, да не може да вади нови изговори и алиби, затоа што се што имаа да кажат, на се се одговори, на се се даде одговор и за се се постигна некаква согласност, односно и се одговори на нивните барања. Така што од тој аспект добро е што денеска тие на крајот ја потпиша изјавата за јавноста со која што потврдува дека ќе излезат на 11 декември на избори, конечно. Иако секогаш после сето оно што ни го направија во изминатите месеци и двете одлагања што се случија, секогаш секој нивни потпис и збор го ставам со резерва затоа што никогаш човек не може да знае што во меѓувреме ќе направат. Но како и да е, се чини дека сите можни изговори кои што може да ги стават на маса веќе се адресирани на некој начин и денеска нема каде. Денеска за се добија одговор, се им беше удоволено и мора да ја потпишат изјавата и да излезат на избори каде што народот ќе го има главниот збор. Ние сакаме да дојдеме до ситуација каде што народот ќе го има главниот збор. Ниту Зоран Заев, ниту Никола Груевски, ниту еден или друг или трет. Туку сите граѓани на Република Македонија. Тие гледа, слуша, ценеа, видоа се што се случуваше во овие 2 години, видоа кој зашто и како работи, гледаат кој се бори за државата, кој работи да се создадат дела, да се создават работи, да се отворат работни места, да се донесат инвестиции, кој пак работи да се направи деструкција, кој работи во правец на правење и продолжување на кризи. На 11 декември ќе излезат, ќе си го кажат своето мислење. Каква политичка опција сака да ја води Македонија во иднина? Политичка опција што прави кризи, политичка опција која што прави деструкција или политичка опција која што отвара нови работни места, која што го развива здравството, образованието, сите други сектори, која што дава перспектива на луѓето и на државата. Дали имате прашање? Едно прашање само. Тие предупредија да не се дрзнете специјалното јавно обвинителство, ставија тук да житиме, во случај ќе пресмат правда за вршите. Знаете што? Од денес, па во наредните 100 дена, ќе ги слушате СДСМ секој ден како се чукаат во гради, како се силат,
како кажуваат дека сега ќе победат, нас нешто не предупредуваат, ни се закануваат, најавуваат што ќе било, како ќе било и така натаму. Што е редовна риторика на СДСМ пред изборите. Пред секои избори нешто се закануваат, нешто предупредуваат, нешто даваат на знание, кажуваат колку и како ќе победат и така натаму. Тоа сте го гледале на сите избори до сега и тоа ќе го гледате и во наредните 100 дена. И ќе ни се закануваат, и ќе не заплашуваат, и ќе не предупредуваат, и ќе кажуваат дека цел народ ќе гласа за нив, ќе ослободат Македонија, нели заробена е Македонија, повни ќе ослободат, се и се што ќе се изнаслушаме во наредните 100 дена. Но народот е свесен, народот е доволно зрел да оцени кој политички тим, која политичка опција, кое политичко водство е позрело, поспособно, покапацитетно и според неговото минато и резултати да ја води државата понатаму.